Auto Македонија во соработка со Исузу изготви специјална понуда за камиони од серијата N со вкупна бруто маса од 3,5 и 7,5 тони. Комплетна информација за нивните надградби и перформанси можете да добиете во салонот на македонскиот ексклузивен дистрибутер за јапонскиот производител во кисела вода. Камионот со помала носивост е екипиран со 4-цилиндерски дизел мотор со зафатнина од 9 литри, со моќ од 120 конски сили и со максимален вртежен момент од 330 Нм. Поголемата изведба е опремена со атрактивниот Common Rail дизел мотор од генерацијата Euro 6 на Исузу, со зафатнина од 2999 см и моќност од 150 конски сили. Од елементите на опримата, камионите поседуваат ABS, ESC или електронски систем за контрола на стабилност, плюс ASR, воздушни перници за возачот и совозач, EGR DPD, мултиинформацијски дисплеј, сигнализација за движење наназад, имобилизер на мотор, регулирање на оправувачот, електронски прозорци, седиште со суспензија, радио CD плеер со USB и MP3, лимитер на брзина до 90 км/ч. За камионите се подготвени, се разбира според желбата на клиентот, повеќе видови на надградба кои идеално ќе се вклопат за потребите на дистрибутерските компании во земјата. Покрај промотивните цени и попусти за моделите на Исузу, во салонот на Auto Македонија во месец октомври клиентите може да добијат и одлични услови за финансирање на товарните возила во соработка со домашните банки и лизинг компании. Продажниот салон на Porsche Македонија, поточно одделот за програмата на Seat, од пред неколку дена го краси дотераната верзија на популарниот субкомпактен модел Ibiza. Промените во дизајнот на Ibiza се скромни, малку различни фарови со LED светла, нови 16 и 17 инчни филми и две нови бои. Клиентите ќе може да сметаат и на последната генерација на инфозабавниот систем на Seat со сателитска навигација, дигитално радио DAB и конекција за iPod USB и Bluetooth. Верзијата 2015 на Ibiza пристигнува на пазарот со 1-литарски 3-цилиндерски бензински мотор со моќност од 75, 95 и 110 конски сили, а ќе се нуди и еден 4-литарски TSI со 150 конски сили. Дизел TDI моторите се со моќност од 75, 90 и 105 конски сили, а 6-бранзискиот мануелен минувач е дел од сериската опрема. Како опција кај верзиите со 110 конски сили бензин и со 90 конски сили дизел, ќе може да се нарачат и менувач со две спојки. Базниот модел на обновената верзија стартува од 12.374 евра. Салонот го краси специјалната велвет изведба на Ibiza, која доаѓа со разни детали обоени во сатенски виолетова боја, која одлично одговара на сивата нијанса на екстериерот. Korea Auto Trade го представи најновото остварување на Hyundai моделот Tucson, наследникот на iX35, со целосно нов стилски, но атлетски дизајн. Возилото кое ќе се произведува само во Европа имаше светска премиера на меѓународниот саем во Женева во март годинава. Новиот модел се базира на многу успешниот за Hyundai модел кај SUV возилата Santa Fe, а пристигнува како наследник на мощно успешната креација iX35, која пред тоа го носеше името за одредени пазари. Новиот Hyundai Tucson доаѓа со голем број на системи за зголемување на комфорот, интелигентни асистент состави, нова генерација навигацијски системи и друго. Во однос на безбедноста, автомобилот пристигнува со автономен систем за екстремно запирање со 3 режими на работа, систем за следење на лентата за мртов агол. Новата генерација на Tucson пристигнува и со богат избор погонски агрегати. Цените на новиот Tucson започнуваат од 18.450 евра за модел опремен со еден 6-литарски бензинец и погон на предните тркала. Цената на основниот турбодизел е 21.490 евра, а најскапиот модел е Tucson 2.0 CRDI со 2-литарски турбодизел, погон на сите 4 тркала и елит ниво на опрема, кој чини 34.490 евра.
Новиот Меган игра суштинска улога во дизајн стратегијата за реновирање на Рено. Неговите динамични линии демонстрираат истовремено сензуалност и статус, додека строгите пропорции му обезбедуваат магнетна привлачност на патот, а извајаните форми алудираат на корените на брендот, вели за своето најново дело новата генерација на компактот Лорен Ван дер Акер. Токму така, новиот Меган се карактеризира со иновативниот дизајнерски идентитет на Рено, вклучувајќи големо, исправено дијамантско лого и широка маска, како и квалитетна, хромирана рамка имплементирана напред и од страна на прозорците, страничните амблеми и рачките на вратите. Аеродинамиката е силна карактеристика на дизајнот со широки отвори за воздух од двете страни напред, лопатки позади и моторизирани вентили, кои автоматски се затвораат за да се намали воздушниот отпор. Динамичниот и агресивен стайлинг на новиот Меган се базира на добро избалансираните пропорции. Тој е за 64 мм подолг и за 25 мм понизок во однос на третата генерација, а меѓуоскиното растојание е поголемо за 28 мм, што е на врвот меѓу конкуренти во најжестоката класа. Дизајнот од екстериерот е на свој начин пренесен и во интериерот. Посебно внимание е посветено на изработката и на квалитетот на материјалите, за да се подобри дополнително удобноста во Меган за време на патувањата. Комплетот хајтеч карактеристики позиционирани околу возачот се базираат на идејата L-облик, обликуван кокпит. Традиционално имплементиран во автомобилите од повисокиот сегмент, head-up дисплејот во боја го има своето деби во новиот Меган. Во прилог на ова се и 7-инчен Color TFT дисплеј плюс вертикално сместен 8,7-инчен Airlink екран на допир на централната конзола. Посебно внимание е посветено на квалитетот и хармонијата на атмосферата во кабината. Волуменот на багажникот на новиот Меган е 384 литри. Палетата на мотори е составена од дизелските Energy DCi 90, Energy DCi 110, поврзана со 6-брнзиска EDC автоматска трансмисија со двојна спојка и Energy DCi 130, како и бензиските Energy TCE 100, Energy TCE 130 и Energy TCE 130 со 7-степена EDC автоматска трансмисија со двојна спојка. Во почетокот на 2017 ќе се појави хибрид асист дизел. Со овој погон новиот Меган ќе се позиционира како лидер на пазарот во однос на потрошувачката на гориво и CO2 емисии. Kia многумина сметаат дека го имаше хитот за франкфуртската смотра, а тоа е новата генерација на кросоверот Sportage, каде Шрејер се надминал себе. Корејците најавија унапредување во сите подрачја на нивниот најпродаван модел на европскиот пазар. Тоа почнува од дизајнот, преку динамиката во возење и подобрениот комфор, до врвна изработка на интериерот. Kia Sportage, која ќе се нуди со 7 години гаранција, е со 3 см подолго меѓуоскино растојание, кое достигнува до 2670 мм, 4 см поголема должина, 4480 мм, а со чувана висина на ниво од 1635 мм. Бестселерот на Kia на европскиот пазар со својата нова генерација се вбројува во повпечатливите креации меѓу спортските теренци. Патниците на задната клупа сега имаат 19 мм повеќе простор за колената, а возачот и совозачот исто имаат на располагање плюс 7 мм. Се зголеми слободниот простор над главата, напред за 5, назад за 16 мм. Големината на багажникот порасна од 465 на 503 литри. На представувањето на моделот ни беше кажано дека Kia Sportage во стандардната опрема доаѓа со воздушни перничиња за возачот и совозачот, странични за двата реда седишта и со фикс систем за прицврстување на детско седиште, електронска стабилизирачка програма и друго. Како дополнителна опрема се достапни систем за автоматско активирање на составот за сопирање во случај на опасност, систем за задржување на возилото на патеката, препознавање на сообраќајните знаци, камера за возење наназад, систем за безлично полнење на мобилни телефони и други.
Новата Kia Sportage ќе се нуди со бензински верзии 1.6 литри GDI со 132 конски сили, 1.6 T GDI со 177 конски сили, а дизел варијантите се 1.7 CRDI со 115 конски сили и дволитарскиот турбодизел во две верзии 136 и 184 конски сили. Во опремата на возилото ќе може да биде вклучена и 7-степена роботизирана менувачка кутија, а на располагање се многу нови технологии и решенија. За прв пат се нуди менувач со двојна спојка од сопствен развој. Volkswagen ја представува целосно новата генерација на Tiguan. По повеќе од 2,64 милиони реализирани представници од првата генерација, возилото дебитира во 4 верзии, вклучувајќи го и концептниот хибрид Tiguan GTE. Развиен врз основа на модуларна MQB платформа на Volkswagen, новиот Tiguan се одликува со стилски дизајн, намалена тежина, но во исто време ветува с големен простор во внатрешноста и поголема товарна зафатнина. При стандардна конфигурација на седиштата во внатрешноста на автомобилот може да собере товар со волумени до 615, а со преклопување на задните седишта слободниот простор се зголемува на 1655 литри. Во однос на погонот, новиот Tiguan е до 24% поефикасен од својот претходник, сподели од Volkswagen. Палетата бензински мотори е представена од 4 турбо TFSI агрегати со можност од 125, 150, 180 и 220 конски сили. Дизелските се исто 4 TDI со 115, 150, 190 и 240 конски сили. Базните модификации на моделот се со преден погон, а со доплата е достапен системот за погон на сите 4 тркала 4Motion. Овие модификации имаат зголемен клиренс за 11 мм до 200 мм, а по желба може да бидат опремени со офроуд пакет, дозволувајќи различни браници, поголема аголна проодност. Впечаток остави и новото управување на системот 4Motion Active Control, кој се нуди со 4 режими на работа: On-Road, Snow, Off-Road и Off-Road Individual. Во Ауди не брзаа со креирањето на новата Q7. Првата генерација на моделот се продаваше стабилно се до самиот крај на својот производствен век. Од 2005, кога за прв пат е представена, продадени се безмалку половина милион примероци и нема сомневање, ова е еден од најпрофитабилните модели на компанијата. Затоа, втората генерација се развиваше полека и темелно. А колку внимание и се посвети, зборува фактот што се надминува буџетот планиран за нејзиниот развој и беа сменати 2 главни инженери. Пред самиот крај на лансирањето не е тајна дека беа прифатени и некои сугестии од специјализирани новинари кои тестираа прототипови во Намибиската пустина. На крајот, проектот е завршен под водство на професорот Урлих Хакенберг, првиот човек задолжен за технички развој не само за Ауди, туку за сите брендови од групацијата Volkswagen. Резултатот е евидентен и Q7 е директен напад на конкурентите од BMW, Mercedes и Range Rover. На многу полиња новината од Ингolstadt е на исто рамниште, дури и пред конкурентите, кога е во прашање престижот и техниката со еден GL, Range Rover Sport и BMW X5. Токму така, Q7 не загуби ништо од она со што ја стекна својата популарност, туку секој негов елемент е унапреден, подобрен и доработен. Накратко, новината е врв не само на германската, туку и на севкупната автомобилска техника на денешницата. Надграден е на новата MLB2 платформа која ќе се користи и за Cayenne и Touareg, но и Bentley Bentayga. Освен што е над 300 кг полесен, далеко е и поагилен и изненадувачки штедлив, а софтверски е понапреден со досега неимплементирани состави за помош при управувањето, буквално на чекор до автономен автомобил. Престижниот, гламурозен, технички перфектен и скапоцен Q7 е веќе на патиштата. За најдобриот конј од ергелата на господарот на прстените,
Веднаш се крена голем прав и колку и да изгледа скапо, веќе на стартот се покажа дека има голем број заинтересирани, дури според извештаите и на македонскиот импортер Porsche Македонија. Новата карма, престиж, статус, технологија, возните својства се аргументите кои му даваат јасна визија. Мачо изгледот предизвикува здраво почитување, иако новината пристигнува со нешто помали димензии. Испегланата надградба и посебната заштита на подот го намалуваат коефициентот на отпор од 0,37 на 0,32, што е рага на срце извонредно за еден SUV од најпрестижната премиум класа. Со олеснување на каросеријата, моторот и подвозјето и сите состави, втората генерација загуби точно 325 килограми, што е потврден еликсир за зголемена динамичност и намалување на потрошувачката и емисијата на штетни гасови. Вратите, калниците, капакот на моторот и багажникот се изработени од алуминиум, а структурата од високо квалитетен челик, па со намалување на масата зголемена е за 30% цврстината, за што на вистина треба да им се честита на стручњаците од Инголштад. Што се однесува до димензиите, должината е 5052 мм или за 37 мм пократка во однос на претходникот, а ширината е 1968, односно 15 мм потесна, што секако придонесува за поголема компактност и дополнителен шмек. Височината од 1741 мм е задржана. Во склад на новиот дизајнерски јазик е скроена и маската, каде доминираат светлата со врвна LED технологија и зрачи со нова препознатливост. Поради покомпактните димензии и поблаги линии во силуетата, за степен е намалена онаа рубосност, па сосема очигледен е новиот стајлинг со кој посебно се горди во Ауди. Подигнатата положба на седењето во раскошните фотели со многу голема пространност и извонредна ергономија едноставно ветува задоволство при управувањето. Тесниот модел беше напомпан со опрема, меѓу која го издвојуваме воздушното подпирање, кое стандардните 20,5 см од подлогата може да ги спушти во зависност од потребите, за 3 или да ги подигне за 4 см. Со ова се постигнува најдобрата комбинација за брзината по секаков терен и лежи мощно добро со оглед на формата и сегментот за каде е наменет. Дигиталниот кокпит со аналоген приказ на брзинометерот и покажувачот на вртежи ја нагласува технолошката перфекција. Функциите се на средната конзола, која подагол е насочена кон возачот. Облиците и контурите на елементите се во склад со архитектурата на внатрешноста. За амбиенталното осветлување се користи LED расвета, која може да се контролира преку MMI системот кој е доведен до совршенство. Дводелните декоративни детали достапни се во разни комбинации на боја, а седиштата се комбинација на ткаенина и кожа. Тесниот модел имаше дополнителен S-Line спортски пакет, од кој ги издвојуваме камера за паркирање, Audi паркинг систем напред и позади, грејачи на седиштата, 4-зонски клима уред. Во тесниот Audi Q7 на располагање ни беше 3-литарскиот V6 дизел мотор со 272 конски сили во спрега со 8-степен ZF автоматски менувач, кој се користи и во моделите на BMW, Bentley и Rolls-Royce, како и кватропогонот. Моторот е извонредно избалансиран и со пригушен резок звук само дава дополнителен филинг. До стотка забрзува за импресионирачки 6,3 секунди и достигнува максимални 234 км на час. Повеќе од моќта воодушевува максималниот вртежен момент од 600 Нм. На отворено е мощно сигурен и прецизен и едноставно ги голда километрите, а во град неочекувано воодушевува со својата агилност. Свиоците ги минува како компакт, со перачките се за сите пофалби, а кон тоа е и вистински економист. Имено подолго време го држи бројот на вртежите под 1500, па затоа и не треба да ве чудат бројките за потрошувачката. Во комбинирано возење троши ништо над 7,5 литри, што е фасцинантно за ваква изведба. Напредниот состав за управување на сите 4 тркала овозможува подобра динамичност и агилност при мали брзини, а при поголеми, особено во свиоците, ја зголемува динамичната стабилност. Со намалување на тежината и тежиштето е пониско, со што е подобрена прецизноста и возните својства. Моќта во зависност од потребите се распоредува во размерот 7:30 до 20:80 меѓу оските, што секако ги надополнува сигурноста и безбедноста. На крајот, кога сме
сме на оваа тема, треба да се напомене дека ова е една од најбезбедните изведби во сегментот според тестовите на Euro NCAP. На вистина многу детали, па изведбата која ја управувавме може да ја добиете во Porsche Македонија, доколку издвоите близу 104.000 евра. Автоплус, најстарата ревија за мажи, автомобили, мотоцикли и спорт, сега со нов дизајн и нови содржини. Освен вашите омилени содржини, сега можете да читате и за технологија, мода, фитнес и други занимливости од светот на мажи. Автоплус во продажните места околу вас. Continental GT V8S Convertible ги испроба силите против воз во пустината на дестинацијата од Ријад до Даман. Сцената на трката беше во една од најжешките земји во светот, кралството на Саудиска Арабија, а сиот настан беше организиран во чест на легендарната трка на Бентли против Blue Train или Синиот воз од 1930 година со учество на трикратниот победник на Леман Вулф Барнато на потегот од Кан до Кале. Овој пат за управувачот на англискиот автомобил беше современиот Бентли бој Стивен Кейн. Во ремейкот на настанот, Кейн го врати легендарниот дух на оваа трка во акција низ пустина, каде биеше битка точно 4 часа и 14 минути против единствениот патнички воз во овој регион. Возот од дините минува точно 480 км пат од главниот град Ријад во срцето на арапскиот полуостров до градот Даман на Арапскиот залив. Новиот отворен модел Continental GT V8S Convertible успеа да стигне до целта пред возот за точно 6 минути. За да ја одбележи 60 годишнината од својата прва сезона во еден од легендарните шампионати, Can-Am Мекларен лансира специјална лимитирана серија 650S Can-Am. Во неа ќе бидат само 50 возила врз основа на 650S Spider, секој по цена од 255.850 фунти или 345.200 евра. Моделот е со карактеристична боја, карбонски деллив хард покрив и голем број на нови направени од јаглеродни влакна детали. Првите испораки на Мекларен 650S Can-Am ќе биде реализирани во текот на пролета следната година. Во стандардната опрема на возилата од серијата се вклучени исто така единствени петкратни филни, нови карбонски аеродинамични елементи, полирани издуви, специјална изведба на интериерот и друго. Секој еден од представниците на Мекларен 650S Can-Am е опремен со 3,8 литарски V-twin 8-цилиндарски турбоагрегат кој генерира максимална мокност од 650 конски сили и максимален вртежен момент од 678 Нм. Забрзувањето од 0 до 100 км на час е за 3 секунди, а максималната брзина на движење е речиси 330 км на час. Daimler Truck содржа уникатна патна презентација откако сериски камион на компанијата Mercedes-Benz Actors, опремен со системот Highway Pilot, прв од ваков вид, оствари делумно автономно патување по нормален пат, А8 меѓу Декендорф и Штутгарт во реални патни услови. Тестниот камион доби посебна дозвола за тестот, а самиот систем за автоматизирано управување ветува дека ќе понуди невидена досега безбедност во сообраќајот. Системот Highway Pilot користи сложен радарски систем кој постојано ја следи ситуацијата пред возилото и контролира движење во зависност од околностите. Системот при примена на автопатишта користи една од неговите главни предности – постојано наблюдување на безбедно растојание со возилата напред. Под услов системот да регистрира можност од појава на опасност, промена во климатските услови или недостаток на патна ознака,
Тој го известува возачот со визуелен и звучен сигнал и бара од него да го преземе управувањето. Ако возачот не ги превземе неопходните чекори по преземањето на контрола на машината, системот автоматски ја намалува брзината до целосното нејзино запирање. Од своја страна, возачот може да го преземе управувањето на камионот во секој момент од неговата активна работа. Форд ги понуди првите подробности за верзијата за моделската 2017 година на хит изведбата F-Series Super Duty Pickup, кој ќе биде пуштен во продажба кон крајот на следната година. За новата генерација на F-Series Super Duty од Форд велат дека е најсериозната, најпаметна и најспособна машина која некогаш ја носела легендарната ознака. Во опремата на автомобилот ќе може да бидат вклучени 16 уникатни за сегментот нови системи, диодни светла, адаптивна круз контрола, систем за видеонадзор со 7 камери, адаптивни управувачки состави за полесно маневрирање. А за прв пат во историјата на моделот, инженерите користеле алуминиумски елементи во конструкцијата. Ford F-Series Super Duty 2017 ќе биде достапен во 3 главни верзии: Regular Cup, Super Cup и Crew Cup, како и во 5 нивоа на опременост: XL, XLT, Lariat, King Ranch и Platinum. Од Porsche понудија неколку видеа со кои целосно се откриваат деталите за Mission E. Концептот со радикален надворешен дизајн и голем број технички новини беше прикажан за прв пат на пошироката јавност за време на автосалонот во Франкфурт пред неколку дена. Она што пристигна по семското деби е дека иновативниот концепт има погон на сите 4 тркала. Брзото полнење до 80% од капацитетот на акумулаторите може да биде за само 15 минути, а со едно полнење на машината може да помине и до 500 км. Според производителот, моќноста на погонот на машината е 600 конски сили, а забрзувањето од место до 100 км на час се случува за само 3,5 секунди. Меѓу најинтересните технички новини за Porsche Mission E е бескабелскиот индукцијски полнач. Машината има фелни со големина од 20 и 21 инчи, направени од карбон, а каросеријата е комплетно алуминиумска. BMW предизвика бура од реакции со својот компактен, моќен спортист уште пред 40 години. Уште тогаш BMW 2002 Turbo беше совршено олицетворение на амбициите на BMW кон исклучителна динамика при возењето со највисок степен на агилност и оптимална контрола на возилото. Со новото BMW M2 Coupe, BMW M GmbH уште еднаш и на уникатен начин докажува дека овие амбиции се валидни и денес. Новиот BMW M2 Coupe уште на прв поглед се препознава како член на семејството на BMW M и го нагласува тоа и визуелно со динамичниот дизајн. Инспирирано од моделите на BMW Motorsport, новото BMW M2 Coupe категорично го потенцира својот исклучителен динамичен потенцијал. За тоа придонесуваат нискиот преден браник со големи всмукувачи за воздух, мускулести странични панели со карактеристичните M жабри, 19-инчни алуминиумски тркала со типичен дизајн со двојни краци, како и нискиот и широк заден дел со специфичен издувен систем со двојни цевки. BMW M карактерот се одразува и во изгледот на интериерот. Употребата на алкантара на вратите и централната конзола, како и јаглерот елементи обезбедуваат високо квалитетна и во исто време спортска атмосфера, која се нагласува од сините контрастни рабови и амблемот M на одбрани детали. Со спортски седишта, управувач и менувач, возачот на BMW M2 во секое време има совршена контрола врз својот автомобил. Новиот 3.0 6-цилиндерски мотор со најнапредна технологија M-Twin Power Turbo, кој развива 272 kW, 370 конски сили, со просечна потрошувачка на гориво 8,5 литри на 100 km, CO2 емисии 199 грама на километар, е уникатна појава во сегментот на најмокните компактни спортисти.
Со овербуст максималниот вртежен момент од 465 Нм може краткотрено да биде зголемен и до 500 Нм. Вака спакуваното купе забрзува од 0 до 100 км на час за само 4,3 секунди, а максималната брзина му е електронски ограничена на 250 км на час. Новото BMW M2 купе е со богата сериска опрема која одговара на моќниот карактер на возилото. Како опција се нуди 7-степениот менувач со две спојки M, DKG со Driver Logic кој ги менува брзините екстремно брзо и без прекин на доводот на моќ. Освен тоа, на располагање на клиентите е сеопфатната палета на системи и мобилни услуги на BMW Connected Drive.